Потребата за реформи во образованието е од исклучително значење, но од наставните програми никако не треба да исчезне историјата, бидејќи и поблиското минато многу често станува предмет на заборав. Фактите говорат во прилог на таа потреба. Само се бубаат бројните непотребни податоци, а потоа ништо не се памети. Сите збориме дека се неопходни реформи во основното образование. Тие почна и во времето на министерката Десковска и на министерот како се викаше претходниот министер Арбер, ако не се лажам. Сепак има и представници кои нудат аргументи за концептуално решение кој ќе биде базирано на интегративна основа. Причина за тоа се изложените податоци кои укажуваат дека е неопходен мултидисциплинарен период при изучување на материјата. Да запамтиме, најголема политичка партија во собранието е ВМРО ДПМН, која има повеќе пратеници од партијата СДСМ. Се уште ВМРО е најдобар, со најдобар резултат на избори. Но зошто гласа луѓето за СДСМ веќе надминува рационални рамки, надминува памет кој ние сме можеле да научиме низ искуство и школа, тоа е веќе работа за клиничко испитување. За некои социолози, за некои психолози, социјални психолози и така натаму, но не во ова време. Ова време е навистина тешко се да се проучува со таков пристап кон нештата, со оглед дека нема критичка дистанца, неопходна за образовниот процес. Сепак видливо е отсуството на адекватна едукација која се спроведуваше години наназад, па е нормално во такви услови да се појавуваат и жртви на тие волнени времиња. И тешко, волната веќе 2-3 години, веќе 2 години посебно ич не ја зимат. Но не е секој по волната од има такви кои што постојано се обидуваат да ја продадат кожата, и тоа секогаш скапо и ексклузивно. Ама тоа не само што не им успева, туку тие наместо да си ја кренат цената, влегуваат во историската литература како продавачи на скај, кој не е ниту превртена, туку е лажна кожа. Еве, ексклузивно споделам за Канал 77 дека ВМРО ДПМН работеше со овие 4 држави да спречат условот историја да влезе во заклучоците на Европска унија. Unfortunately, certain entities in North Macedonia have started to spread false information about their influence on the decision-making process in Prague and Bratislava related to the processes within the European Union. Фалбите, особено невистинитите, не придонесуваат за кредибилност, а таа е особено важна за оние кои се обидуваат да се представат во позитивна светлина, нудејќи се себе си како достојна замена. Тие би требало барем редовно да се брифираат, за да може така и да рефлектираат. Умна влада, паметна влада, со паметни политичари. Барем 5 амандмана ќе прифатиш. Беа прифатени 18 амандмани на опозицијата. Барем 5 амандмана не заслужија внимание од страна на владата. Беа прифатени 18 амандмани на опозицијата. Барем 5, не мора 100 да бидат. Треба уште да се нагласи дека ова не е првичниот предлог буџет што го достави владата до пратениците, односно е дополнет предлог на буџетот, затоа што беа прифатени 18 амандмани на опозицијата. И на крајот, проценката за реформските процеси и успешноста на власта и за стратегијата со која опозицијата им се додворува на граѓаните. Сите перат, пари мами еват, сите се борат за столо. Реформа е потребна, ама најпрво на политиката, оти само од неа е се тоа во десетина зборови с концентрирано знаење, стекната со помош на незината долгогодишна интегрирана едукација, комбинирана со практична настава.